Добредојдовте во емисијата за миленичиња пријатели. Ние започнуваме со 4-та сезона. Јас сум Силвана. А јас сум Илче. Ние сме вашите водители кои што ќе ве водат низ оние приубави моменти поминати со вашите миленици. Филмот Довалчак е доста актуелен во овој период, па ние ќе разговараме со еден од главните актери на филмот. Здраво, Мартин. Здраво. Дали може да ни го представиш твоето милениче? Моето милениче се вика Клеа и е германски боксер, еве ја Клеа. Тоа е една... Ова е Клеа, германски боксер, фантастична раса, која што е добиена пред околу 120 години во Германија, измешана е од две раси. Мислам дека е од англиски булдог и уште една германска раса која што веќе не постои, а има едно многу долго име, така да не можев да го запамтам. Они се одлични како расе заради тоа што имаат најдолга адолесценција, односно до 3,5 години се како дечиња, така се понашаат како бебиња. Имаат многу тажна фаца, а во принцип се многу среќни, весели и клауни ждок, односно толку смешни како кловнови и ти го разубавуваат животот и денот, нели? Учка. Кажа дека имаш интересна приказна за тоа како твојот миленик пристигна во твојот дом. Дали можеш да не ја раскажеш? Да, ја најдов Клеа летово 2014 во Охрид, односно ја најде едно другарче кое што џогираше, она дојде по него, беше во тешка состојба, односно беше оставена сама надвор, беше породена, имаше и неизваден плод од неа,
ја однесов на ветеринар и направија операција, ја извадија матката, тоа беше единствениот начин да може да се спаси. И се спаси, моментално живее втор живот. Јас ја земав, не можев да ја оставам, бидејќи ако ја оставев и јас психички ќе паднеше и веќе немаше да биде куче. Така да си ја земав како обврска. Иначе ова ми е второ или трето куче, зависи како рачунаме. Бидејќи дома имам едно, со Клеа отидов под Кирија, затоа што дома не ме привија со уште едно куче. И така, супер ни е. Дали беше тешко врската за накравање на кучето? Не можам да кажам дека беше тешка, повеќе беше задоволство, заради тоа што, мислам, сега да му го спасиш на некој животот е, предпоставувам, голема работа. Така да не ми беше тешко, баш ми беше задоволство како ја гледам секој ден како се опоравува се повеќе и се повеќе. Она беше супер. Пред операција беше 19 кила. Саат време после операција почна да оди, значи сакаше да живее, се бореше за живот. Јогуртче со шприц, па после тоа варен ориз и еве ја пркна и се ја прави глупости. Колку си ти запознаен со расата и главните карактеристики на германскиот боксер? А за расата, да, ете, сум запознаен, како што одговорив на првото прашање, веќе знам некои карактеристики. Не знаев, искрено не знаев многу, ама многу читав и многу гледав видеа. И баш се фасцинирав колку се они супер како раса и колку се миролюбиви, и колку сакаат и деца, и колку се фамилиарни кучиња, и колку се дружелюбиви. Сум запознаен доста. Супер. Боксерот има специфична глава и скоро е невозможно носењето на маска за куче, но законот кажува поинаку. Што мислиш ти за ова? Па прво, мислам дека маска не е адекватното решение. Да. Еве само еден пример ќе дадам од Загреб. Во Загреб, ако кучето е агресивно или да речеме има менструација или едноставно газдата не сака да се дружи кучето со други кучиња заради, не знам, можеби дресура или слични работи, на поводникот врзуваат жолта лента, трака, парталче или било што. И тоа е многу повоочливо и повпечатливо од маска. И тебе едноставно ти е јасно дека не сака газдата да се дружи тоа куче со луѓе или со други кучиња. Например, Клеа, она има таква фаца и она е многу мила фаца има, ама кога ќе ги начули ушите, односно кога се концентрира на нешто, изгледа малце пострашно, односно дека нешто сака да направи. Да те изеде. Мајка и дете. И детето вика, мамо, што е ова? И мајката вика, ова е сине питбул, јаде деца. Така да се дека ги воспитуваме така децата, ги мораме ваljda да им ставаме маски на кучињата. Сега да кажам, она има толку мила фаца, освен кога ќе ги начули ушите и сега кога ќе ја ставам маската изгледа дупло пострашно, што е и нормално. Мислиш дека кучето е агресивно и дека сака некој да изеде. Ама тоа е. Мислам дека маска за кај нас, за во Македонија е функционална само за да не изедат нешто од земја што би ги отруло. А има многу такви луѓе кои што не знам зашто сакаат да ги трујат кучињата и сметаат. Колку време имаш да му посветиш на твоето миленице околу нега, прошетки и слично, бидејќи имаш секојдневни обврски? Да, она е минимум, два пати дневно е секако изнесена надвор. Живеам со двајца цимери, колеги, Бојан и Ненчо, поздрав до Боце и Ненчо, кои што исто така многу се грижат за неа. Тројцата сме во ист театар, тројцата сме во театар за деца и младенци, така да зависи кој кога како има представа, другите ја имаат обврската околу неа. Клеа, мислам дека е многу среќно куче, заради тоа што и многу извидници, бидејќи одам и на извидници, многу извидници, конкретно од првиот скопски извиднички одред, поздрав и за нив, морам да ги поздравам, и они се грижат за неа, така да она е цело време со луѓе и со некои. Мартин, дали има некоја несекојдневна случка која што ти останала во сеќавање? Освен тие случките таму на почетокот, не знам, секој ден она ме изненадува во некаква позитивна смисла, така да не можам да одвојам некоја посебна случка. Пример, фасцинантно ми е што во кола не рипа, не скока. Она ќе влезе во кола, во автомобилот ќе си влезе, легнува и толку е. Дали до Охрид, дали до Гевгелија, дали се 3 сати, не мрда. Не знам, не ми текнува, ако ми текне ќе ти кажам. Во текот на интервјуто, дали се сеќаваш на твоето прво милениче и како започна љубовта спрема животните? Не знам точно кое беше моето прво милениче, ама мислам дека беше морско прасе, кое што ми го остави една девојка на чување која што замина во странство. И мислам дека тоа беше првото милениче. Претходно имав, значи не било тоа прво, претходно имав едно папагалче, кое што го фати баба ми од тераса и кое што го крстивме Рики, ама Рики за жал беше стари, набрзо почина.
Потоа знам дека во еден исти момент имав аквариум, имав хрчак, имав две водни желки, имав зајак и имаше уште нешто. Сепак животинско царство си имал. Да, во еден момент тоа беше смешки. Мартин, ти беше еден од главните ликови на филмот Добалчак, а таму има многу животни. Сигурно имало и многу интересни случаи. Дали може да ни раскажеш некој од нив? Имаше интересни случаи. Тешко е, мислам, зависи со кој. Да речеме со кучињата беше многу полесно, заради тоа што нели кучето е издресирано, си знае команда, многу брзо си ја учи рутината. Коњите беа исто така многу интелигентни животни и после да речеме тој што беше дресерот нивни, ќе се качеше на коњот, ќе ја изведеше еднаш рутата како што треба и после тоа коњот си знаеше точно што треба да прави со глумците. Ама на пример имаш во снимањето мајмун, кој што е на почетокот го гледаше филмот. Да. Супер. Кој што е на почетокот на филмот со мајмунот, мислам дека снимаа 2 или 3 дена, а во принцип требаше да трае пола ден снимање. Зашто мајмунска работа? Затоа што он, нели, додека пробуваш, сака све да направи, ама уклучи ја камерата и толку. Беше интересно со кокошките, например. Нели, кокошките треба да седат на едно место, пошто не може да ти шетаат у кадар. И јас за прв пат видов како се спиваат кокошки. И ја фаќаат главата под крило и ја ставаат, ја врти вака, ја врти и она мисли дека е ноќ, пошто главата е во темница и ќе заспие. И ја оставаат се додека не се случи некоја погонава. И секое будење на кокошката е како да е нов ден, тоа е супер. Во 10 минути 10 пати се буди. И петлите не кукурика. И петлите кукурика, да, нормално. Супер. Има многу луѓе кои брутално тепаат и мотетираат кучиња, посебно бездомните. Пред снимањето на оваа емисија ни кажа дека си погоден со оваа тема. Како мислиш дека треба да се реагира? Како треба да се реагира, не знам, затоа што ако кажам како треба да се реагира, ќе биде дека осудувам некого, ама дека мора да се реагира, мора да се реагира. Мислам дека тоа беше отприлика, не знам, пред месец дена кога разговаравме с ти. Случајот беше во Штип, каде вработен во Евана имаше претепано мало кученце до смрт со кабел, дали телефонски, дали не знам каков од бандера. А таквите случаи се многу чести и се занемаруваат. Мислам дека законот за убиство на животно е ист како законот за убиство на човек. Не знам зашто институциите ги занемаруваат тие работи, ама мислам дека се додека убиваме животни, ќе се убиваат и луѓе. Нема да одиме напред. Тоа е многу просто. Не знам, темата ми е болна и почнувам да се нервирам, не знам како да објаснам. Примерот исто дека било питбул и дека јадело деца, мислам, голема глупост. Прво, родителите своји ги воспитуваат децата на некој погрешен начин. Да, можеби не сака секој детето да му се гали со кучиња, можеби има алергични деца и сето тоа го разбирам, ама мислам, сепак живееме во такво општество каде што кучето се смета за домашно милениче и така треба да го третираме. Ако јас сум дошол тука со кучето во кучешки парк или во дог парк, треба да бидам свесен дека можам да го пуштам и нема да направи никаков проблем. Сега има многу луѓе кои што ги пуштаат кучињата, а нивните кучиња се агресивни. Исто и тоа, значи има несовесни газди. Значи не се кучињата виновни, газдите се секогаш виновни затоа што кучето е твоја одговорност. Ти благодарам за гостувањето во емисијата, пријатели, па дали може да напел за крај? Чувајте домашни миленици, сакајте ги вашите домашни миленици, убаво е вашите мали дечиња да растат со домашно милениче, а заради тоа што ќе се научат на одговорност, дарувајте им љубов на вашите миленици, заради тоа што тие ќе ви вратат дупло, секогаш ќе бидат тука за вас, секогаш ќе ве расположат и секогаш ќе ве насмеат. Ти благодарам истина. Благодарам и на вас. Ми текна анегдотата. Клеја ја најдов во изведничкиот центар во Охрид и сега беше тука цело време со мене. Ама еднаш ко успеа да ми избега на 5 минути во буквална смисла, заедно со нејзината другарка. И после 5 минути кога се вратија, двете смрдеа на мрша. Ама тоа беше, значи не им мирисаше крзното, не мирисаше кожата, него мирисаше устата, не знам шо лапнале, ама тоа беше многу смешно приказна. Нема јогурт за некако да се изчистиме. Тоа е анегдотата. Супер. Ти благодарам уште за гостување. Благодарам и на вас.
Madam, good morning. Къде на опе? Тоа не е кафето ми. О, кафе, не баш си ја. На здравје кафе. Пали ми David. Oh, madam, essa кафе не е де он. Een keer graag sta je dat je. Oh, you like it? Nice. На здравје кафе. Elite кафе. Got a friend in me. You got a friend in me. You got troubles, I got 'em too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through. You got a friend in me. Yes, you got a friend in me. Some of the folks might be a little bit smarter than I am, bigger, stronger too. Maybe, but none of them will ever love you the way I do. Just me and you, girl, as the years go by. A friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. Yes, you got a friend in me. Yes, you got a friend in me. Наброи ми ти мене 3 видови на птици. Па, соколче, орелче, врапче Добро, на сите ти чеќе му кладеш, ак прилепси. и како да речам, ајде да речам врап. Ова беше уште едно издание на емисијата Пријатели. Па вие гледајте на истото место во истото време наредната недела. Чао, чао.